أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Благодарноста му припаѓа единствено на Аллах субханаху ва таала. Нека е салават и селам над последниот Аллахов пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, над неговата чесна фамилија, неговите асхаби и сите оние кои што го следеле, го следат и ќе го следат патот на Куранот и суннетот, целокупно кажано патот на исламот, па се до судниот ден. Почитувани браќа и ценети сестри, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Нашата вечерашна тема ќе биде историјата на фикот. Ова е наше трето предавање и иншаллаху таала ние продолжуваме онаму каде што и застанавме. Во ова поглавје ние ќе говориме за тоа како настанале мезхебите, за нивните најважни книги и за некои одредени одлики на секој мезхеб. Ќе ги представиме исто така и причините зошто доаѓало до разединување помеѓу исламските учењаци и како треба да се однесуваме ние према тие разединувања. За време на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем објавата доаѓала директно до пратеникот салаллаху алейхи ва селем, а тој практично покажувал на своите асхаби како се живее исламот, неговиот суннет, како примарен извор на исламското право, бил и останал водич на муслиманите. Со смртта на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, објавата, Куранот, објавата целокупно е комплетирана, а хадисите исто така кои што се запечатени со неговата смрт, со смртта на Мухаммеда салаллаху алейхи ва селем, асхабите усмено пренесувале или ги пренесувале на новите генерации се додека не дошло тие хадиси да бидат запишани во хадиските збирки. Асхабите во складо со своето знаењето кое се темели пред се на Куран и Суннет, на основа на тоа нивно знаење тие донесувале прописи и решавале новонастанати прашања. Уште во тој период, почитувани мои, се појавило назнаки на различни пристапи во правните прашања и се појавиле различни ставови. Поедини асхаби, како што е Ибн Аббас радијаллаху анх, како што е мајката на верниците Аиша радијаллаху анха, Абдуллах ибн Месуд радијаллаху анх и други, завземале различни ставови по одредени прашања. За време на животот уште на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, асхабите понекогаш се разединувале во одредени прашања, иако бил жив Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Меѓутоа, никогаш Мухаммед алейхи селам не ги укорил за нивното разединување во мислење, тоа разединување што го имале помеѓу нив асхабите, Мухаммед алейхи селам не ги укорил. Што ова нешто, тоест самото тоа што Мухаммед алейхи селам не ги укорил, поставило ова нешто, ова однесување на нашиот пратеник Мухаммед алейхи селам, поставило темели
на исламското право и на неговите разноликости. После асхабите во времето на табините и покасните генерации почнува да се користи консензус на исламските учењаци, аналогија и други помошни извори на исламското право. Големите имами на мезхебите за во време на својот живот тие ниту имале намера да основаат правни школи. Тие немале воопшто намера да прават, да креираат правни школи. Тие биле, субханаллах, големи учењаци кои стекнале титула на муџтехид. Нивниот труд и знаење продолжиле да го шират нивните ученици, што ова нешто резултирало со формирање и почеток на тие правни школи. Укратко, разноликост во пристапот на правните прашања почнало уште во времето на пратеникот салаллаху алейхи ве селем и се продолжило во генерацијата, нели, на асхабите и после нив. Овие големи имами немале цел, како што рековме, да основаат правни школи, ама нивниот труд и знаење продолжиле да го шират и да го афирмираат нивните ученици, што тоа довело до формирање на мезхеби. Овие учењаци, нели, на мезхебите имале различни пристапи према помошните извори на исламот. Некои па што више, а некои и помалу се подпирале на одредени извори на правото. Например, имам Ебу Ханифе, често се враќал на принципот на правни преференции или ел-истихсан. Доколку човекот се заколне дека нема да јаде месо, а потоа ќе јаде риба, дали тој ја прекршил заклетвата? Према овој помошен извор на исламот, или, како што го спомнавме, ел-истихсан, тој не ја прекршил заклетвата затоа што арапите под поимот месо углавно не подразбираат риба. Тие, кога се спомнува месо, рибата не ја вклучуваат во месо. Во арапскиот јазик за месо се кажува лам. Например, лахму ел-бекар, месо од крава. За риба не се користи овој термин, како што го спомнавме, лахм. Туку се користи семек, риба. Иако Куранот рибата ја нарекува месо од море, лахмен тарија, нели, свежо месо. Обичај е кај арапите да рибата не ја сметаат за месо, во иста смисла како што е пример месо од теле, од јунче, нели, од јагне и така натака. Према овој извор на исламско право, човекот кој јадел риба не ја прекршил тој човек заклетвата, затоа што обичајот, нели, урфот, значи во урфот постои разлика измеѓу риба и месо. Арапите рибата не ја сметаат за месо. Па, според ова нешто, кај имаме Ебу Ханифе, оној кој што ќе се заколне дека нема да јаде месо, а потоа јаде риба, не ја прекршил заклетвата, затоа што арапите во нивниот обичај, во нивниот урф, не ја сметаат рибата за месо. Ние, иншаллах, сега ќе спомниме и за тоест и категории на книги во фикхот. Оние кои сакаат да го изучуваат исламското право, важно е да ги знаат основните врсти на шеријатско-правните книги. Прво ќе спомнеме за метан или метнови. Тоа се сажети книги напишани на едноставен јазик, без наведување на докази и спомнување на разденување помеѓу учењаците. Тие се одличен материјал за сите почетници во изучување на исламското право. Метновите. Имаме коментар на метновите или шерхови познати.
кај нас. Сигурно сте слушале шерх од ова и шерх од ова, значи тоа е коментар на тие метнови, тоа е детално објаснување на метновите со наведување на докази и начини како е дојдено до тој пропис, како се дошло до тој пропис. Тука се спомнати и внатрешно мезхебските разденувања, например, се успоредуваат мислења на два учењаци од ист мезхеб и тие прават еден покушај, нели, се обидуваат да го дадат најдобриот одговор. Потоа имаме енциклопедиски книги или мутавалати кои третираат разденувања помеѓу мезхебите и пружаат длабинска анализа на правните прашања. Во тие книги се наведуваат докази на други мезхеби и се одговара на нивните ставови. Таквата метода се вика компаративна метода и познавањето на овие подели нам ни помага или му помага на еден, да кажеме, студент на исламско право да одбере баш литература која одговара за неговото ниво на знаење. Како прв мезхеб ќе го спомниме ханефискиот мезхеб од историјата на фикхот. Ханефискиот мезхеб, почитувани мои, се темели на примарните извори на шеријатот и останал еден од најзначителните или најзначајните правци во исламското право. Историски е прв мезхеб. Ханефискиот мезхеб е историски прв мезхеб. Името го добил по имамот Ебу Ханифа, кој е роден 80 година по хиџра, тој е роден во Куфа, а умрел 150 година во Багдад. Овој човек се викал Нуъман ибн Сабит. Не е, значи, Ебу Ханифа само, неговото име е Нуъман ибн Сабит. Неговите најпознати ученици се Ебу Јусуф, Мухамед еш-Шейбани, Зуфер ибн Хузейл и Хасан ибн Зијад ел-Луълуи. Нивниот труд во запишување, во обединување и ширење на ставовите на својот учител бил клучен за ширење на ханефискиот мезхеб. Кои се темелите на ханефискиот мезхеб? Или колку темели има ханефискиот мезхеб? Основните извори на ханефиската правна школа се 4. Основните. Прв е Кур'ан. Втор е хадис. Трет е консензус или иџма. И четврт е аналогија кијас. Значи, овие се темелите на ханефискиот мезхеб. Ќе спомниме и одлики на ханефискиот мезхеб. Покрај 4 примарни извори на шеријатот, имаме Ебу Ханифа, рахимахуллах, би користел и други извори на исламското право, како што е, нели, принципот на правна преференција или ел-истихсан, како што спомнавме. Имаме после Каулу сахаби, говор на асхабите. Ако, пример, асхабите имале став за некое прашање, Ебу Ханифе тоа углавно би го земал за доказ. Трето, имаме урф или обичај и би се користел во прашањата кои не се јасно дефинирани во Кур'анот и Суннетот, нели? Нити во останатите извори на исламот, но постои можност да се нормираат со обичај. Тие прашања да се нормираат со обичај или со урф. Ќе спомнеме и најважни книги на ханефискиот мезхеб. Имаме како прва книга наведена во ова скрипта Мухтесар Кудури,
тоа е резимирана книга од имам Кудури. После имаме Тухфетул Фукаха од Семерканд, или Семерканди, познат кај нас. После имаме Ел Хидаја од Ел Маргини, од Ел Маргинани. После имаме Кензут Дакаик од Ен Несефи. Потоа имаме Бедаиус Санаи, ова е Касанија, коментар на книгата Тухфетул Фукаха. Потоа имаме Хашија од Ибн Абидин, која е една голема енциклопедија во ханефискиот мезхеб. И Ел Мебсут, ова е исто од Серахси, тоа е исто енциклопедија во ханефискиот мезхеб. Ова беа некои од најважните книги на ханефискиот мезхеб. Сега ќе спомнеме од маликискиот мезхеб, тоест станува збор за маликиски мезхеб. Тој е, почитувани мој, втор мезхеб и има Малик ибн Енес рахимехуллах, е роден 93 година по хиџра, тој е роден во Медина, каде што живел и тука умрел, а умрел или преселил на 1179 година. Автор е на хадиската збирка Ел Муватта, која покрај хадисите некои предавања од асхабите и фетви содржи голем број фикски ставови, кои се одликите на маликискиот мезхеб покрај примарните извори на шеријатот, нели, Куран, Суннет, консензус и аналогија. Има Малик рахимехуллах користел и помошни извори. Прво, како помошен извор ги користел постапките на жителите на Медина, кои што морале да се исполнуваат или кои што морале да исполнуваат одредени услови да би биле прифатливи како извор за исламското право. Второ, фетва на асхабите, која често се користела. Потоа користел Ел Истихсан или принцип на правни преференции. Користел исто така Ел Истисхаб или предпоставка на трајање на одредена ситуација додека не се докаже спротивното. Например, ако човекот е сигурен дека зел абдест, а не знае дали го изгубил, ќе се смета дека има абдест се додека не се докаже спротивното. Тоа е овај четврти извор кој што го користел имам Малик, тоест Ел Истисхаб. Потоа, како петти користел Саддуз Зараи или превентивно делување на одредена постапка која води кон она што е забрането. Користел Месалих Мурселе или јавни користи. Седмо, користел шеријати од претходните пратеници, кои ги користел ако не биле, нели, докинати со последната објава, тоа е со Куранот. Користел и осми извор, тоа е урф, посебно во прашањата кои не се дефинирани со Куран и со Суннет. Најважни книги од маликискиот мезхеб, нормално прва книга е Ел Муватта, хадиската збирка на имам Малик, која содржи многу правни прашања. Потоа имаме Мудауана Сахнуна ет Тенохи, која обединува ставови од имам Малик. Имаме Мохтесар Халил, тоа е резимирано дело кој поќе пати е коментирано. Имаме Ел Кафи фи фикхи Ахлил Медине од Ибн Абдул Берра. Потоа имаме Ет Телкин од Кади Абдул Вахаб. Потоа имаме Ез Захира од Карафи.
Имаме Ел-Бејан ва Тахсил од Ибн Рушд. Ибн Рушд, тој постариот. И имаме Бидајетул Муџтахид ва Нихајетул Муқтасид од Ибн Рушд. Ова е помладиот. Има двајца Ибн Рушд. Ова што спомнавме Ел-Бејан ва Тахсил е од постариот Ибн Рушд, а оваја Бидајетул Муџтахид ва Нихајетул Муқтасид е од Ибн Рушд, помладиот. Ова беа накратко, нели, и за книгите или најважните книги од Маликискиот мезхеб. Имаме трет мезхеб, а третиот мезхеб е Шафискиот мезхеб, или е дојдено овај назив по самиот човек или имам, да кажеме, имам Шафи, а неговото полно име е Мухамед ибн Идрис еш-Шафии. Тој е роден во 150 година по хиџра во Газа. Во Газа е роден, а умрел 204 година во Египет. Имам Шафи, автор на познатото дело Ер-Рисале, кој се смета едно од првите пишани дела на од усулу фик. Тој исто така и напишал фикска книга која што се вика Ел-Ум. Имаме одлики исто така на Шафискиот мезхеб. Прва одлика е максимално држење за примарните извори, тоа е Куранот, Суннетот, консензус на леџма и аналогија кијас. Второ, одбивање да се прифати постапка на жителите на Медина како извор на шеријатот, што го правел, нели ова го правел Имам Малик. Имам Шафи го одбивал ова нешто. Имам Шафи одбивал да се прифатат постапките на жителите на Медина како извор на шеријатот. Трето, Имам Шафи го одбивал и Ел-Истихсан, или како што спомнавме во предходното кажување, и исто така ги одбивал и јавните интереси или месалих мурселе како помошни извори. Овие два помошни извори кои што ги користел Ебу Ханифе рахимехулла, Имам Малик рахимехулла, Имам Шафи рахимехулла ги одбивал, Ел-Истихсан и ги одбивал месалих мурселе како помошни извори. Четврто, Имам Шафи бил познат како Насиру Сунне или помагач на суннетот, затоа што тој секогаш правните прашања, почитувани мои, се обидувал да ги реше користејќи исклучиво суннет. Најважни книги на шафискиот мезхеб се Ел-Ум, тоа е фик од Имам Шафи, Ер-Рисале, повторно дело од Имам Шафи од Усул фик. Имаме Мухтасар од Ел-Музени, имаме Ел-Мухтазеб од Ел-Ширази, Ел-Мухазеб од Ел-Ширази, Ел-Меджму имаме од Имам Невеви, тоа е коментар на Ел-Мухазеб. Имаме Раудат од Талибин од Имам Невеви, потоа Ел-Хауил Кебир од Маверди. Имаме Ел-Лубаб од Ибнул Мехамили и имаме Ел-Бејан од, или како што спомнато овде, Ел-Бејан од Имранија. Последен мезхеб, или од четирите мезхеби, е Ханбелискиот мезхеб, почитувани мои, тоа е четврти мезхеб. Името го добил нормално по имамот Ахмед ибн Ханбел еш-Шејбани, кој е роден 164 година по хиџра во Багдад, а умрел 241 година. Автор е на познатиот Муснед, збирка која содржи околу 40.000 хадис.
околу 40.000 хадиси. Имам Ахмед бил голем познавач на хадиските знаности, но и од исламското право. Кои се темелите на ханбелискиот мезхеб? Темелите на мезхебот кај Имам Ахмед слични се со основите на правните школи, како што е кај имамот Малик, нели? Но Имам Ахмед, исто како имам Ебу Ханифе и имам Шафи, не прифаќал тоест не ги прифаќал како имам Ебу Ханифе и имам Шафи постапките на жителите на Медина дека се изврна шеријатот. Нели? Спомнавме имам Шафи, рахимехулла, не ги прифаќал постапките на Медина, на жителите на Медина како изврна шеријатот, а исто и Ебу Ханифе не ги прифаќал постапките на жителите на Медина како изврна шеријатот, и тој спореден извор го потенцирал исклучиво имам Малик. Поголемиот број на помошни извори на шеријатот кои ги користел имам Малик, ги користел и имам Ахмед. Одлики на ханбелискиот мезхеб прво е прифаќање на мурсел хадиси или хадиси со прекинат ланец на местото на асхаб. Исто така, второ, давал големо значење на фетвите на асхабите. Поради новите докази, имам Ахмед знаел да го промени мислењето, откако ќе дојде некој нов доказ, па некогаш од него се пренесуваат различни ставови по едно исто прашање. Затоа треба да се познава добро еден мезхеб, кој ќе каже, па да кажеме сега, кај имамот Ахмед ибн Ханбел, јас најдов таков став, онаков став, и некој му иде, имамот имал друг став, и сега, добро, кој е првиот, кој е вториот? Ако не ги познаваме мезхебите, ако не сме втерани натред длабоко, ќе гледаме или ќе наидеме на што? На судар. Каков судар? Гледаме еден став од истиот имам уште еден став. Кој е сега првиот, кој е вториот? Тоа е познавање на историјата на мезхебите. Кои се најважни книги на ханбелискиот мезхеб? Спомнавме нели во претходните 3 мезхеби кои се најважни, па ќе спомнеме и во из овој мезхеб. Прво е Мухтесар ел-Хираки од Ебул Касим Амар ибн Хасан ел-Хираки, кој е еден од најбитните метнови во ханбелискиот мезхеб. Имаме Умдатул Фикх ел-Кафи и ел-Мугни од имам Ибн Кудаме. Првата книга е еден собран основен текст или метн, другата е коментар, а третата е енциклопедија. Ел-Мугни во основа е коментар на Мухтесар ел-Хираки низ компарација на ставови на другите мезхеби. Имаме потоа Задул Мустекнии од Хаджави. Ово го прокоментарисал и шејх Мухамед ибн Салих ел-Усеймин во своето познато дело Шерхул Мумтиу ала Задил Мустекни, кое се смета едно од најквалитетните современи книги. Потоа имаме Ел-Мухаррар фил Фикх од Ибн, ова е од Меџдудин ибн Темије. Тоа е дедо на овај познатиот Ибн Темије. Неговиот дедо е Меџдудин ибн Темије. Ова дело е, нели како што спомнавме, Ел-Мухаррар фил Фикх од Меџдудин ибн Темије. Нели Ибн Темије, субханаллах, не бил само току така дојден тој како учењак, току гледаме, субханаллах, дека неговиот дедо бил еден голем учењак од ханбелискиот мезхеб. Имаме Ел-Фуру од Ибн
Муфлих, потоа имаме Ел-Инсаф од Ел-Мердеви, имаме Ел-Екн или Ел-Екна од Ел-Хаджави и Ер-Раудатул Мурби од Бехути. После сите овие работи кои што ги спомнавме за 4 мезхеби, ќе видиме причина или ќе станува збор во понатомошното предавање причина за разединување помеѓу исламските правници. Важно е да се разбере зошто исламските учењаци имале различни ставови, како би подобро би го разбрали исламското право, почитувани мои, и како не би дошле до конфузија, до збунетост, зошто одредени прашања на различен начин се перцепирани. Кога ќе спознаеме причините за разденување, ќе сватеме дека луѓето брзо осудуваат и нетолерантно се однесуваат према прашањата во кои учењаците завзеле различни ставови, а во кои се засновани на докази. Спознавањето на оваа тематика, субханаллах, нам ни овозможува да бидеме толерантни едни према други и меѓусебно да се почитуваме, да си даваме важност еден помеѓу друг, затоа што само колку пати слушаме, а не, ја не сум нови став, јас сум нови став, дај, или па не, ја овој став го одбиваме еден став кој што е дојден од големи алими, поради што? Прво, поради нашето незнаење, а второ, затоа што и не сме толерантни или сме фанатици, да кажеме, на некој мезхеб или сме фанатици на нашето незнаење. Фанатиклукот не постоел кај овие 4 големи имами, прифаќале се што ќе дојде со доказ. Ќе спомнеме основни причини за разденување помеѓу исламските учењаци. Прво ќе спомнеме различна достапност на доказите. Во времето во кое што живееле имамите на мезхебите, хадиските збирки биле во процес на настанување или на како да кажеме, во процес, убаво реков, во процес на настанување или на креирање, да кажеме, како книги од кои можело да се чита. Хадисите до тогаш се пренесувале усмено и се учеле напамет. Еден од да кажеме еден имам од овие мезхебите, ајде небитно, или некои други имами кои што биле и после нив, може би чул за некој хадис, а овој вториот може би не го слушнал. Например, Ебу Ханифе, рахимехуллах, слушнал за еден хадис, ама може би Имам Шафи не слушнал за истиот хадис. Па онај кој го познава или кој го знае тој одреден хадис, донесува пропис на основа на тој хадис. Додека другиот кој не го слушнал тој хадис, завзема поинаков став. И затоа не треба некој пат да кажеме, па овај не знаел, а овај знаел. Затоа што имаме и обратно. Овај кога знаел, овај не знаел, после овај другиот знаел, ама он е првиот не знаел нешто, па имал поинаков став. Второ, имаме различни оценувања на хадисите. Учењаците често знаеле да се разденуваат во автентичноста на хадисите. Имам Ахмед може да се смета или може да го смета одреден хадис за веродостоен, за сахих, и на основа на тоа кажал дека нештото е дозволено. Додека има Малик, истиот хадис може да го смета за слаб, за даив и да завзема поинаков став. Потоа имаме различно разбирање на доказите. Некогаш имамите се повикуваат на ист доказ, било тоа да е курански ајет или хадис на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем, ама го разбираат поинаку, различно го разбираат. И тоа е најнормална појава, како што се дешавало и за времето на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, кој во повеќе наврати, во повеќе случаи одобрувал различно разбирање на едно исто прашање. Пратеникот Мухамед салаллаху алейхи ве селем се кажува во
забележено во двата сахихи ке Бухари ке Муслим, им рекол на схабите нека никој од вас не клања икиндија освен кај племето Бену Курейс. Па кога настапило време за икиндија, дел од асхабите клањале, сметајќи дека намазот морал да се изврши во негово време, додека другите го одложиле намазот, ја одложиле икиндија додека не дошле до тоа племе. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем ги одобрил двете постапки, укажувајќи на тоа дека дозволено е да се разбира различно едно исто прашање. Можеби ова е и еден од најчестите причини за разединување помеѓу правниците. Четврто, користење на различни помошни извори на шеријатот. Исламските учењаци се разединуваат во погледот на помошните извори. Например, Имам Малик сметал дека постапките на жителите на Медина се извор на во шеријатот, додека другите учењаци тоа не го прифаќале. Ваквите различни пристапи до помошните извори на шеријатот резултираат, почитувани мои, со различни правни ставови. Петто, разединување во дерогација на доказите. Учењаците некогаш се разединуваат во тоа дали е одреден доказ дерогиран, менсух, или не е. Еден учењак смета дека е доказ, дека тој доказ е дерогиран, а другиот смета дека не е. Па сходно на тоа, учењаците завземаат исто така различни ставови. Шесто, различни контексти и обичаи. Понекогаш прописите се донесувале на основа на специфични обичаи и околности на нивното време и место, и тоа може да се објасни зошто тие одредени прописи важеле во едно време, а биле поинакви, нели биле други, или поинаку се применувале или тумачеле во друго време и во друго место. Имаме седмо е привидна контрадикторност. Например, Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем кажал: кој ќе го допре сполниот орган, нека се абдести. А во друг хадис стои дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем бил прашан за допирање на сполниот орган за време на намаз, па рекол: а дали сполниот орган е било што друго освен дел од твоето тело? Во прашална форма прашал Мухамед алейхи селам овде. Што сака овде сега да се каже? На прво цитираниот пример, рековме, кој ќе го допре, рекол Мухамед алейхи селам, сполниот орган, нека се абдести. Тоа значи дека го изгубил абдестот. А после бил прашан дали допирањето на сполниот орган за време на намазот, нели, го расипува абдестот, па одговорил: а дали сполниот орган е нешто друго освен дел од твоето тело, што сака да укаже на тоа дека ова нешто не го расипало абдестот. Па учењаците имале различни пристапи како би ги помириле овие привидни контрадикторности. Дали хадисот се смета, гледале тие дали хадисот се смета за дерогиран, дали еден хадис се однесува на една ситуација, а другиот хадис се однесува на друга ситуација и така натака, па према тоа на таков начин да кажеме остава и различна последица на донесување на прописи. Некои имами се обидувале правните прашања да ги подредат исклучиво со главните извори на исламот, додека другите се подпирале и на помошните извори на исламот. Имам Шафи, рахимехуллах, максимално се трудил да остане на примарните извори, тоа е на Коран, на Суннет, Еджма и Кијас, нели консензус и аналогија. За разлика од другите имами кои што користеле и помошни извори и се враќале на тие помошни извори, што на крајот мора да остави трага нормално на разединување помеѓу сите нив. Така исто така различните поднебја влијаеле на промената на ставовите. Имам Шафи рахимехуллах имал во наводници, нели, стар мезхеб, додека живеел во Ирак. А откако што заминал во Египет,
ги променил ставовите во многу прашања, па така настанал повторно во наводници ќе кажеме нов мезхеб. Поднебјето во кое живеел барало, нели, промена на ставовите, што значи животот, почитувани мои, во одредено поднебје бара промена на ставовите, со самото тоа доаѓа до разиденување помеѓу исламските учењаци. Меѓутоа, постои и друго мислење кое кажува дека промената дошла поради новите сознанија, а не поради различното е баш ова поради новите сознанија до другот, па тоа ги на што весте. Како на школи. Раздвајањето имам на себе им дал можност различно да постапат во некои правни прашања. Исто напоменувам дека е грешка да се смета шиитски мезхеб како петти мезхеб. Шиитскиот мезхеб да се смета како петти мезхеб. Разединувањата со шиите, помеѓу нас и шиите, не е фикско само, туку е и акидеско разденување, тоест идеолошко. Иако тие имаат свој посебен пристап до самиот фик, затоа кажавме дека имамите на мезхебите биле на иста акида, а имале одредени разденувања во фикот, за разлика од разденувањата со шиите, кои е од идеолошки карактер, затоа што нивните капитални дела можат да во нивните капитални дела можеме да пронајдеме и да може да се пронајдат како тие тврдат дека Куранот не е автентичен, не е веродостоен и не е сочуван, дека тие кажуваат дека имаме само 1/3 од Куранот, а дека 2/3 се изгубени, скриени или променети, дека нивните имами се непогрешиви, дека Аиша радијаллаху анха направила блуд, дека во Куранот има грешки, има недостатоци, има искривувања и така натака. Ваквите разденувања не се од фикски карактер, туку се од акидетски карактер, што нормално остава последица како на овој, така и на идниот свет. Второ, сите 4 имами на мезхебите се повикувале на Куран, суннет, консензус и аналогија. Тоа е она што нив ги соединува. Секако во практична смисла некогаш поинаку тие пристапувале до прашањата, али генерално тие се повикувале на Куран, на суннет, тоест на суннетот на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем, се повикувале нормално консензус и аналогија, овие примарните извори. Имамите немале проблем да учат еден од друг, да разговараат еден со друг и дури ако би заклучиле дека е потребно после разговорот и дискусијата да ги променат ставовите. Немале тие проблем со тоа, не биле искомплексирани. Заговарале дека треба да се следат доказ и да се пристапува према вистината. Имамите на мезхебите не ги повикувале луѓето да ги следат нив, затоа што, пак ќе кажам, многу луѓе викаат, па јас сум ханефиски мезхеб и ја мезхеб не менјавам. Добро бе, брат,
ти не мора да менуваш мезхеб, субханаллах. Ако си ти веќе толку голем познавач на мезхебот, субханаллах. Ама овие мезхеби тебе не те повикувале ти да бидеш само ханефиски мезхеб, и ако нешто дојде што е, да кажеме, во ханефискиот мезхеб или во некој друг мезхеб, небитно кој од овие 4 е спротивно на Кур'ан и Суннет, нели рековме некогаш тие самите знаеле да дадат пропис по одредено прашање на основа на оној доказ кој го имале. Ама како стигнал нов доказ кој што е сахих и така натака, не стигнал до нив, и тоа е одработено после нивната смрт, да кажеме, од други учењаци, ти и ја и сите ние не смееме да го одбиваме, ние не смееме тоа да го одбиваме. Тие, пак ќе спомнам, мезхеби, или тие имами, не ги повикувале луѓето нив да ги следат, туку ги повикувале да следат што? Да следат Кур'ан и Суннет. После нив дошле и генерации кои неисправно, нормално, го разбрале концептот на следење на имамите и нивните ставови, па во незнаење што? Тие давале предност на нивниот говор, нели, на говорот на имамите, над хадисите на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем, а тие тоа го осуделе. Што рекле имамите? Ако најдете дека нашиот говор е во колизија, нели, во спротивност, во судир со хадисите на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем, отфрлете го нашиот говор, а прифатете го суннетот на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем. Во сите мезхеби постојат внатрешни разденувања, ама тоа не се смета за покудено. Во секој мезхеб се дешава поедини учењаци да се разединат, нели, меѓу себе, со својот имам или во одредени правни прашања, ама и понатака се припишува на таа правна школа. Пример, Ебу Јусуф и Мухамед еш-Шейбани, тие се разединиле во преку 100 правни прашања со својот учител имам Ебу Ханифа рахимехуллах. И тоа нам ни говори дека тие не биле слепи следбеници во следење на мезхебот, како што тоа некои муслимани денеска го прават и се во ова современа доба или во ова современо време, да кажеме. Имаме врсти на правни прашања или месела. Колку врсти имаме? Имаме 3 врсти на месели во исламското право. Прво е прашања за кои постои консензус. Во нив нема разденувања и обавеза е, имаме обврска да се придржуваме до консензусот. Пример е за забрана за пиење на алкохол према консензус на исламските учењаци. Таквото прашање не дозволува ние да не се слагаме. Сега да кажеме, па добро, имам Мали кажува вака, за пиењето алкохол, имам Шафи кажува вака. Не. Консензус кога имаме, нам не ни дозволува да имаме неслагање. Второ, прашање за кои постои разединување, или овие се тие месели, кај таквите прашања требаме да ги толерираме едните и другите. Например, разденување во бројот дигање на раце во намазот. Таквите прашања се утемелени на докази и треба да ги прифатиме со почитување на различните мислења. Имаме изнимни ставови на учењаците или шаз, прашања за кои поголемиот број од исламските учењаци завзема еден став, а само еден или двајца завземаат спротивен став, за кој и не постои релевантен и валиден доказ, и во ваквите прашања веникот треба да го следи ставот на поголемиот број на исламските учењаци. Имаме исто така и 3 врсти на луѓе према фикот и фикските прашања. Прво ќе ги спомнеме муџтехидите. Што се тоа муџтехиди? Тоа се големи учењаци и авторитети кои не следат никого, туку се подпираат на властита собствена, компетентност.
Второ, имаме учењаци, истражувачи на мезхебите, кои не се на ниво на муџтехиди, ама можат да ги анализираат доказите на различните правни школи и да бидат мислење кое сметаат дека е најјако. И трето, имаме останатите луѓе кои немаат компетенција да ги анализираат доказите, тие се подпираат на својот муфтија или учењак во кои веруваат. Луѓе кои не се доволно оспособени за сопствено истражување на исламското право треба да бидат учен човек, поверлив и компетентен муфтија, а не да бараат од различни учењаци мислење додека не добијат одговор онаков како што им одговара, кој што многу често знаат нашите луѓе тоа да го прават. И човек треба да следи Кур'ан и Суннет, а ако самиот не е способен да донесува заклучоци, треба да се потпре на совет на еден поверлив учењак. Иншаллаху таала, во другите предавања ќе спомнеме за секое прашање, ќе спомнеме само она мислење кое се преферира и евентуално доказ за таквиот став. Во прашањата за кои што имаме разденување, ќе наведеме само различни мислења како би го промовирале или како би ја промовирале таа толеранција и разбирање помеѓу муслиманите. Ова беше се за ова наше вечерашно предавање. Го молам Аллах субханеху ва таала да го зголеми нашиот илм, го молам Аллах субханеху ва таала да не направи истрајни во следење на неговиот пат. Го молам Аллах субханеху ва таала да биде милостив кон нас, да не поправи. Го молам Аллах субханеху ва таала да го зголеми нашиот илм, да го зголеми нашиот иман, да го разубави нашиот ахлак. Го молам Аллах субханеху ва таала во овие преубави и многу вредни денови од Зулхиџа да ги услиша нашите дови, да ги прими нашите ибадети. И го молам Аллах субханеху ва таала да ни опрости, да не воведе сите заедно во џеннет, џеннетул фирдеус без полагање на рачун. Аллахуме амин. Субханека Аллахуме ва бихамдике. Ешхеду ен ла илаха илла астагфируке ва атубу илейк.